Процентуалната поделба на буџетот за 2017 година на Фондот за здравствено осигурување на Македонија е следниов. Јавните здравствени установи ќе добијат 53,14%, приватните здравствени установи ќе добијат 30,57%, надоместоци за породилно и болест 10,76%, ортопедски помагала 1,67%, 1,48% лекување во странство, 2,11% за функционирање на фондот, капитални инвестиции и софтвер. Во рамки на зголемувањето на буџетот за 2017 година од 1 милијарда и 370 милиони денари во однос на почетниот буџет од 2016 година, 1 милијарда и 50 милиони денари представува зголемување за здравствени услуги, а додека за 325 милиони денари се зголемени надоместоците за породилно и боледувања. Од здравствените услуги во споредба со 2016 година најголемо е зголемувањето кај јавните здравствени установи, односно 566 милиони денари или раст за 4,1% во кое е вкалкулирано зголемување на крајот на 2016 година. Кај приватните здравствени установи зголемувањето за 160 милиони поради зголемената капитација кај матичните лекари и стоматолози. За лекови на рецепт по зголемувањето до 80 милиони во текот на 2016 година предвидени се дополнителни 200 милиони денари и за дијализа предвидени се дополнителни 50 милиони денари. За јавните здравствени установи во 2017 година се обезбедени нови дополнителни 458 милиони денари. Зголемените средства се за неколку сегменти: нови здравствени услуги со воведување на нови методи за лекување, зголемување на вид и обем на постоечки здравствени услуги, финансиска одржливост на здравствените установи и потреба од финансирањето за нивно функционирање, новите вработувања на специјализиран кадар, трансформации и преземање од приватните здравствени установи, зголемување на плати за определени категории на здравствени работници. Од Фондот за здравствено осигурување на Македонија потенцираат дека зголемувањето на буџетите на јавните здравствени установи е стимулирачки и мотивирачки, со цел да се даваат поголем обем на здравствени услуги, а воедно и да обезбедат поквалитетни здравствени услуги. Зголемувањето на средствата е условено со зголемување на бројот на хируршки интервенции кај клиниките и општите болници, со цел да се намали препраќање на пациенти во скопските клиники. Клиниките се условени со пружање на нови здравствени услуги и нови методи на работа, а воедно и зголемување на видот и обемот на постојните здравствени услуги.